Влези. Господине Керим, господја Султана рече дека ве чека на појадок. Во ред, доаѓам за кратко. Влези. Господине Керим, се извинувам, јас не сакам да ве вознемирувам, ама навистина треба да разговарам со вас. Што се случува, Несрин? Јас не можам повеќе да го издржам тоа што ми се прави во оваа куќа. Ма зошто, кажи ми? Господица Туба, ве видела кога сте го натепале Акив во малото. Знај дека таа ноќ сме отишла во станица. Од каде може Туба да знае дека го имам натепано Акив? Што бара Туба во тоа мало таму? Отишле да се распрашаат за мене. Затоа што претходно и господја Селда го стори истото, ама јас се одлучив да молчам и да не ви кажам вам. Не помислев дека е правилно да ви кажам вас, но додека јас молчам, се станува уште полошо. Веќе кога и господица Туба го направи истото. Несрин, зошто би се распрашувале за тебе, не ми е јасно. Зашто би било? За да најдат некој пропуст и да ме избркаат од оваа куќа. Најверојатно разговарале со мојот полубрат. Господине Керим, ми кажа дека треба да стојам подалеку од вас. И тоа ми падна најтешко од се што ми кажа. Во ред, Несрин. Да видиме што ќе правиш сега, Туба. Аман берен те молам не се наете и ќе одиш на работа, душо? Мамичке, имам обврски што треба да ги завршам. Туба! Што се случува? Што се случува, сине, зошто викаш? Што бараше ти во тоа мало? Објасни ми веднаш. Несрин. Не си несвесна дека со тебе ќе си играм како мачка со глувче, Туба. Ќе видиш што значи да се задеваш со мене. Несрин. Каде си, мати Герко? Ти оди, јас ќе дојдем, речите нема со часови. Ајде, дојди да ми помогнеш, ајде. Ај. Дојди кај мене, ти дојди. Ајде да помогнеме. Што се случува, бе? Какво мало? Одговори ми веднаш, Туба! Сине, смири се малку. Всушност ти кажи. Што бараше ти во тоа мало? Кажи ни го тоа. Кажи зошто го истепа тој човек така? Туба што зборува, Керим? Туба, ти почна од мене отчет да бараш или ми се чини? Зарем треба да ви објаснувам се што правам надвор од дома, кажете ми, ајде. Ми кажа дека си се спречкал со некој во сообраќај. Што бараше ти во тоа мало, прашав, Туба?
Не знам чие мало е тоа, ама јас ја испратив туба. А зошто, мамо? Ме бараа од родниот крај. Имало некое семејство во тешка состојба, бараа помош од мене. Јас не можев да одам и ја испратив туба да го најде семејството. Навистина мислиш дека ќе поверувам во тоа, мамо? Тоа е вистината. Во ред, дознавме зошто Туба отишла таму, а зошто ти ни кажа различни работи? Затоа што сите се однесувате со предрасуди кон Несрин и кон нејзината мајка. Цело време барате нешто само да им најдете некоја грешка, само да ги казните. Тато, никому не му е целта да прави такво нешто. А така ли, ќерко? Јас самиот со своји очи видов што точно се случува овде откако тие се дојдени. Да, отидов во тоа мало, бидејќи човекот по име Акив почна премногу да се мотка околу нашата куќа овде. Дури последните денови се јавуваше и кај нас во фирмата постојано. Вие го знаете ова или не го знаете? Оној Акив што сака да се ожени со Несрин. Точно. Отидов во малото за да разговарам со тој човек за да заштитам една девојка која е под моја закрила. Меѓутоа човекот е толку безобразен што не сакаше ниту да ме ислуша, таму згора на тоа и ме провецираше пред луѓето. И потоа без срам отишол и ме пријавил во полиција. А добро, штом ти ме виде таму, зошто скришно се оддалечи од таму и од мене? Што ме така како што мајка ми вели, зошто не дојде кај мене тогаш? Затоа што бев зачудена како татко ми се претворил во таков човек. Мојот татко никогаш не би удрил никого со злоба и омраза. Доколку Али не ве разделеше, ти ќе го убиеше тој човек, тато. А што бараше Несрин во станицата, тато, а? Зарем Несрин била во станицата? Керим? Тетка Миријам ги порачала овие пред да замине. Што е ова, бре? Господја Миријам го претворила местова во нива пред да замине. Ако ништо друго, не правеше работи што ќе им наштетат на луѓето околу неа. Несрин, состојките се измиени, можеш ли да подготвиш една салата? Ипек, душо, ние подоцна ќе ги засадиме. Ипек, ќе дојдеш малку? Ипек? Како го врти момчето околу малиот прст, гледаш, нели? Ако господја Султан и господја Селда слушнат, хаос ќе биде. И што ќе биде ако слушнат? Зарем сина ни Ипек не може да бидат пријатели? Што сакате вие од нив, кажите ми? Таа едно мирно девојче што никому не му прави штета. Значи нормално е да се биде пријател со луѓето во куќава, така ли? Добро. Добро, тогаш јас ќе одам да се дружам со господинот Керим. Ќе влезам во неговата соба, чај, кафе, муабет. Ако веќе ова е нормално нешто. Не. Се колнам дека не можам да се расправам со вас. Сега ми е јасно зошто да Миријам се разболе. Легна во кревет и се замина во родниот крај. Тоа ти е најпаметно.